Почитувани мој добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Од Комисијата за заразни болести апелираат да се зголеми свеста на родителите и да ги вакцинираат децата со сите вакцини според задолжителниот календар за имунизација. Забрана за прифаќање на невакцинирани деца од пертусис во градинка поради брзото ширење на големата кашлица е главната нова препорака на Комисијата за заразни болести. Епидемијата на магарешка кашлица постојано се шири, а најалармантна е состојбата во главниот град, во кој се 90% од заразените. Вчера е регистриран најголем број случаи со пертусис на дневно ниво. Потврдени се нови 14 пациенти заболени од ова заболување. Законот за заштита на населението предвидел задолжителна вакцинација против туберкулоза, дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, мали сипаници, црвенка, заушки, хемофилус, инфлуенца тип Б, ХИП и вирусен хепатитис Б за сите лица од определена возраст. А во член 67.6 од истиот закон е предвидена глоба во износ од 300 до 650 евра за лице, што ќе одбие вакцинација. Она што ве прашуваме денес е дали препораките и апелите се доволни или треба да се применува законот за задолжителна вакцинација. Зошто инспекторите не се вршат својата работа? Имаме и уште едно прашање кое можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Подсетување Црвена линија е нашиот профил таму, кликнете и на Инстаграм стори, а денешната анкета го поставува ова прашање до сите оние кои што не следат на Инстаграм. Односно, дали мерката на Комисијата за заразни болести невакцинирани деца да не се примаат во градинката ќе донесе резултати. Имате две опции за одговор, едната е да, другата не, ќе кликнете на вашиот одговор, во проценти ќе ги соопштиме како и секогаш резултатите по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Ќе ве потсетам секако, функционални се денес и Фејсбук, од вчера веќе сте како и Фејсбук и Инстаграм, се разбира преку коментари и споделување на нашиот профил на Црвена линија. Можете да учествувате во оваа тема денес преку коментари кои што доколку сме во можност, бидејќи целта е да имаме што повеќе од вас вклучени директно во живо во Црвена линија, ќе ги прочитаме и дел од коментарите. Како и да е, најдраго ќе ни биде како и секогаш во голем број да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Заедно со вас се разбира да ги слушнеме вашите одговори во однос на прашањата и темата за која што зборуваме денес. Завртете го телефонскиот број 023070005. Намалете го тонот на телевизорот и секако да не зборуваме преку интерфон или спикерфон, се со цел подобро да се слушнеме, а оние 90 секунди кои што се предвидени за секое јавување, секако да не се губат во однос на тоа дали добро се слушаме и во однос на тоа да биде проверка на квалитетот на тонот. Значи, сите секунди кои што се предвидени целосно да ги искористите токму вие. Во продолжение, во однос на темата, ќе го погледнеме и прилогот на Нина Стефанова. Речиси месец дена по прогласувањето на епидемија на пертусис во Скопје, кога за само 48 часа во Скопје има потврдено 21 случај, надлежните институции си ја префрлаат одговорноста за конкретни чекори во градинките и покрај тоа што бројот на новозаболени секојдневно расте. Според Младеновска, од самиот старт на епидемијата, контрола врз вакциналните статуси на децата врши Министерството за труд и социјална политика. Државниот и здравствен санитарен инспекторат нема надлежност при редовните инспекцијски надзори да го проверува вакциналниот статус на децата. Сега, по препораката на Комисијата за заразни болести, ДСЗИ да започне со вонредни инспекцијски надзори во градинките и да издава решенија за забрана за прием на деца кои се невакцинирани или делумно вакцинирани, ДСЗ чека Министерството за здравство да даде зелено светло. Да, ќе го чекаме налогот од Министерот за здравство согласно препораките кои што се дадени од Комисијата за заразни болести. Сепак министерот е над сите нас и треба да даде одговор дали ги прифаќа препораките и да донесе одлука ДСЗ да врши инспекцијски надзор. Исто како што беше во 2019 година кога имавме епидемија на морбили.
Во меѓувреме, министерот за здравство Демири ги прифати препораките на Комисијата за заразни болести, ќе наложи на ДСЗ да постапува согласно законските надлежности, предвидени со Закон за заштита на населението од заразни болести, како и да врши вонредни инспекцијски надзори, увид во вакциналните потврди кои се обезбедени од вакциналните пунктови за примена вакцина против голема кашлица. На 8 февруари Центар за јавно здравје Скопје прогласи епидемија. Според професор Даниловски, надлежните институции требало да реагираат многу порано, доколку знаеме дека големата кашлица е втора најзаразна болест на планетава, на прво место се морбилите, вели тој. Според Законот за здравствена заштита, Центарот за јавно здравје на град Скопје има ингеренции автономно да прогласи епидемија и потоа да ги информира Министерството за здравство, Институтот за јавно здравство и Државната санитарна и здравствена инспекција. Врз основа на таквото информирање од страна на ЦЈЗ Скопје, инспекцијата требало веднаш да постапи според таа нивна информација. Знаете, едно е да кажете вие воопштено засилен инспекцијски надзор на градинките, а друго е да апострофирате дека постојат јавни и приватни градинки. Тоа значи дека сите треба да подлежат на тој надзор. Ова намерно го велам затоа што јавна тајна е дека од секогаш во приватните градинки не се барала потврда за завршени вакцинации кај децата и мислам дека тоа и понатаму трае. Глобите за родителите што не ги вакцинирале своите деца согласно календарот за имунизација се движат од 300 до 650 евра. Но според Младеновска, многу поважно е како завршуваат дел од тие процеси. Има родители кои се сложуваат и ја плаќаат казната, но детето повторно останува невакцинирано. Уставниот суд уште во 2014 оцени дека правото на здравје на детето е посилно од правото на избор на родителите. Па и Хелсиншкиот комитет исто така за човекови права смета дека е оправдано да се обврзат граѓаните на вакцинација против болести чие што спречување во интерес на општеството воопшто. Во меѓувреме расте бројот на новозаболени со пертусис и морбили и во земјите од регионот. Сега е време да ве слушнеме вас. Според вас, оно што секако сакаме да слушнеме е зошто инспекторите не се вршат својата работа и дали препораките и апелите се доволни или треба да се применува законот за задолжителна вакцинација. Ако веќе го имаме и првиот гледач во црвена линија, време е и да стартуваме со истата. Добар ден! Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Па и според вас, дали препораките и апелите се доволни или треба да се применува законот за задолжителна вакцинација? Се јавувам од Кичево. Поздрав до Кичевче. На анкетата што ја прашавте, ќе одговорам да, треба да не се запишуваат во училиштата, во градинките. Меѓутоа, има една друга работа за децата. Еве што, па сами замислете кога велевме дека ни носат вакцини вакви, такви, не носете ги, ќе се заразат децата и ова и она. Второ, во која држава живееме? Еве да е потребна потврда дека е вакцинирано детето, јас добивам потврда од докторката, не е вакцинирано, не ништо. Кој тоа ќе го испита дали е или не е кој ќе оди на школа. Значи живееме во држава каде и да немаш нешто, го имаш враце дека го имаш. Разбирате што кажувам и разбираат сите што зборувам. Еве ви пример друг. И лично ви гарантирам, мојот доктор матичен, немој да бидеш будала, ми рече да се вакцинираш, ова е сето лага. Јас не се вакцинирам. Реков, лажеш. За клетва за децата дека не се вакцинира. Јас 3 пати се вакцинира, по третата вакцина доби проблеми. Тука е проблемот што и родителите ние се плашиме за тоа. Дали да, дали не. Сега што да ви кажам друго? Тоа беше ви се чини ли дека непримањето на невакцинирани деца во градинките ќе даде резултати? Времето е 90 секунди. Секако благодарам за вашето вклучување во денешното издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Благодарам. Па што да кажам, ја имам 3 внучиња, сите се вакцинирани и идат
едни отиду в школа трето одделение, другите идат у градинка. Ама, што се случува сега? У градинката носат болни деца, кој од вируси, кој од бактерии. И тоа брзо се шири. Ги отрувме децава со антибиотици и добрите бактерии ги уништуваме. Тоа е многу лошо, требава државен инспекторат да влезе по градинки и малце поголеми контроли да има. Какви деца носат, што носат. Знаеш, секој детево ќе отиде, ќе го оправиме дома за 10 дена, ќе опуштиме у градинка, после 3 дена пак болно. А едното ќе се разболе, ама и другиве ги разболува дома. И крај нема на болестиве. Тоа е најголемиот проблем, а за вакциниве, моите се вакцинирани, некој се плаши дали се здрави вакцините, дали не се, дали нешто ќе им наштета на децава. Фала Богу на мојве, нема ништо, па сега не знам, ја обично слушам доктори што ќе кажат, ако рече вакцинирај, вакцинираме. Ама најголем проблем е тоа што... Според вас, дали препораките и апелите се доволни? Не се доволни. Контроли треба у градинкиве какви деца носат. Тоа е најголем проблем што болни деца носат. 70% децата у градинки болни ги носат. Тоа е најголемен проблем. Благодарам и пријатно. Така, големо благодарам и ваме ве што споделивте со јавноста кои се вашите забелешки и сега како одговори на прашањата. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Благодарам. Значи, препораки и апели. Апсолутно не се доволни. Па добро, ние знаеме што народ сме тука. Какви апели, препораки, тоа треба стап да ги убедиш, друго ништо не бидува. Видете, прво, апсолутно се согласувам со изјавата на професор Даниловски, секојаш професионално кажува, и тоа е факт. Вакцината не е сега решение, вакцината треба да се прими тогаш кога е време, зашто треба да створи имунитет. Нема прашување сакам или неќам, ме разбирате, така беше во тоа време бившо, што го критикуваме многу, али мора да се вакцинира, зашто докажано е дека човештвото е заштитено благодарение на тие вакцини, иначе ќе беше половина од тоа човештво. И сега во денешно време ние сакам, неќам, чинеле, не чинеле, глупости бе болам. Дајте да се фати редот, па инспекцијата не работел. Убаво си има закон. Зошто не се применува законот? Па затоа што во цела држава не се применува законот. Затоа што кај нас владее ВИП и МИК. Прски познатство и мито и корупција. Тоа е јавна тајна. Само стапот имаше едно време што се викаше по едно име на политичар, ама неќум да го спомнам, некој ќе се наљути. Ред и поредок, хиерархија и спроведување на закон. Друго чаре нема и одговорност на секој што го направил тоа. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Продолжете да не следите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Јас ке дадам уште една... Добар ден. Дали се слушаме добро во црвена? Да, сега се. Повелете, еве, кои се вашите одговори? Па видете, јас не сум за да се вакцинираат луѓето. Зошто? Мене ме чуди една работа. Голема кашлица, не знам што таму дори морбили таму вона. Зошто се појавуваат сега, а не се појавувале? Затоа што сега трендот е да има што помалку вакцинација и токму поради тоа повторно се појавува. Вие дали сте вакцинирани во детството? Чекајте се, извинете, во ред сето тоа. Но ако е обратно, по моје мислење, што мислам дека дали можно е, значи, луѓето да не се вакцинираат и да има еден природна селекција, така што таа природна селекција си се знае дека еден ден таа ќе биде отпорно на по природен пат, а не преку вакцини. А мене ми е малце сумливо дека ова е заради не е доволно што се вакцинираат луѓето. Вклучувајќи го и ковидот, значи луѓето се вакцинира уште полошо со вакцината.
А оние кои што не се вакцинирале, веќе тие стекнали имунитет и тие побрзо го прележбат тој вирусот него овие што вакцинирале. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Законот за заштита, и веќе повториме на населението, предвидел задолжителна вакцинација против туберкулоза, дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, мали сипаници, црвенка, заушки, хемофилус, инфлуенца тип Б, хип и вирусен хепатитис Б за сите лица од определена возраст, а во член 67.6 од истиот закон е предвидена глоба во износ од 300 до 650 евра за лице што ќе одбие вакцинација. Ние денес ве прашуваме зошто инспекторите пред се не си вршат својата работа и дали според вас препораките и апелите се доволни или треба да се применува законот за задолжителна вакцинација. Добар ден. Да, добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Благодарам. Мислам дека основен проблем е недовербата во системот. Значи, кога беше ковид кризата, ги фативме живи. Како сакаат да купуваат вакцини со 3 пати, 4 пати повисоки цени. Системот, ако функционира, родителите ќе си вакцинираат децата. Меѓутоа, системот не функционира. Тука е основниот проблем. Никој не ги убеди на фин начин луѓево. Не сега најлесно е, ќе ти го испишам детето од градинка. Треба да ги убедат луѓето, родителите, на фин начин дека вакцината е да. И јас сум 60 и кусор години, сум се вакцинирал во времето на Југославија, не вакцинирав во училиште, не е битно. Значи, нека се обидат, да им објаснат на луѓето, а не да прават бизнис со вакцините. Ви благодарам. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Меѓу другото, ќе ве потсетам секако оно што сакате да го искажете, можете да го направите и преку социјалните медиуми, поточно Facebook, нашиот профил е Црвена линија и секако преку коментари и споделувања да земете учество и на тој начин во рамки на овој издание на Црвена линија. Секако предпочитаме да ве слушнеме во живо, па така и продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Повелете. Благодарам. Вака, прво вакцините не треба да ги одбегнуваме. Човештвото е среќно што се измислени вакцините. Јас се слагам дека се случува да има несакани последици. Меѓутоа, во 100 вакцини не може сите 100 да бидат неквалитетни, со недостатоци. Може да се јави една или ни една. И затоа тамо на секој лек пишува може да се јават несакани последици, консултирајте го матичниот лекар или аптекарот. Така да, вакцините се благодет и треба да се применуваат, да се вакцинираат. А оние кои што не сакаат да ги вакцинираат своите деца, сами треба доброволно да не ги носат во градинка, во школа да не ги пушта. Дома нека му земе учител, нека го учи, ако сака детето, значи да биде под кристално звоно. Така на овој начин, зашто да бидат на ризик изложени сите деца во едно оделение или во една цела градинка, затоа што персоналот, децата можда не одат од училница, ама персоналот се движи низ целата таа градинка и болеста значи сака нејде може да се пренесе. И јас нямам сум, кој не сака да го вакцинира, нек си сема и да си плати казна. А ако сака значи да го вратите, баш под контрола, значи да биде вакцинирано, тек тогаш да му... Благодарам многу и вам за јавувањето од Црвена линија. Продолжите да не следите. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Повелете. Исто. Видете, вакцината. Добро, ние кога одевме на школа, идеја екипи од медицински центар, сакале неќеле не вакцинираа. Меѓутоа сега, кога се појави коронавирусот или ковид, го вика луѓето, истото е. Јас мислам, и тогаш зборував, мислам дека вакцини купивме
вакцини со изминат рок. Една партија вакцини ги исфрлија. Што значи дека тоа е ствара несигурност кај луѓето. И јас, например, знам дека многу луѓе од вакцините си отидоја. Така да, и јас реков дека уште 20 години од тие вакцини луѓе ќе умира. Уште 20 години. И според вас сега луѓето треба ли да се вакцинираат во однос на туберкулоза, дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, заушки? Јас имам и заушки, и дифтерија имам прележано, меѓутоа... Новите генерации веќе не прележуваат заушки. Меѓутоа, как оти да не прележува? Како не прележува кога од заушки... Вакцинирани? Да, не е вакцинирани. Јас заушки кој добив. Благодарам многу за јавувањето. Еве, продолжуваме со вас со дискусијата, па секако ќе напоменам, внимавајте на тајмерот е 90 секунди, но додека траеме, секако можете повторно да не побарате и да си добиете нови 90 секунди. Добар ден. Секако можете повторно да не побарате и да си добиете нови. И секако да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Дали се слушаме сега? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, повелете. Ајде вака сега. Гледаш, ретко прв се јавам. Драго ни е дека е тоа така, верувам, не и последен пат. Повелете. Јас сум возрастен, пред пензија сум човек. Што се однесува до вакцинирањево. Јас живеев во титово време, кога сите ги вакциниравме децата. Јас сега имам внук, имам син, тоест внук, меѓутоа нема теоретски шанси тоа дете во животот некој да го вакцинира. Колку е позитивно, колку е негативно вакцинирањето, да се разбереме. Значи, младиот свет не можете да го разоберите дека треба младиве новороденџиња да ги вакцинираме. Значи, ако треба дома ќе очува наредните 20-30 години, ама никој пат нема да го вакцинира. Дали ме, значи, негативните појави, колку ги имаме? Дали тоа, никој за тоа не зборува. Ние сите зборуваме за благодет, за дека е добро, а негативното никој не го спомнува. Зашто никој не спомнува негативни појави за децата што се вакцинираат? Значи, дедо ми, баба ми, прадедо ми, никој не бил вакциниран, по 100 години живеа. А сега со сила вакцинираме, па испаѓаат вакци, така и унаки. Вие бевте вакцинирани во детството? И јас сум вакциниран, пошто тогаш социјализмот, Тито. Така, благодарам многу и вам за јавувањето и драго ни е дека имаме гледачи кои што и за прв пат се вклучуваат во контактна емисија. Верувам дека нема да биде и последен пат. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Да, гледач од Кавадарци. Поздрав до вас и секако до сите кои што не гледаат. Ја слушам емисијава и просто не можам да се начудам. Значи, кои луѓе се јавуват и кои коментари ги дават. Значи, не може и се уште се чудам зашто во една Југославија кај што имаше прекрасен модел на имунизација. Кај што имаше календар на имунизација, кај што секое дете, секое новородено дете се вакцинираше по редот како што доаѓаат вакцините. Немаше нус појави, нити тогаш, а сите деца беа заштитени. Се чудам и уште не можам да се начудам. Еве, имавме пред некое време еден истакнат Ковајаги Таков, професор на инфективна клиника, кај што беше против овие вакцини. И против сите. Што доби човекот, се кандидира за председател, виде кај е рейтингот. Апел мој, како здравствен работник, исклучиво за децава и за нашата младина е само имунизација, вакцинација. Без тоа ние немаме иднина. Ќе се појават и не други болести.
Така, големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Сега малку ќе ве префрлиме онаму каде што се коментира, тоа сега кој е на Facebook. Нашиот профил е Црвена линија. Ќе почнеме и со коментарот на Јулијана Атанасова, кој што го има напишано следното. Страшна работа вие новинарите. Се што ќе ви наложат, све објавувате, малку да застанете од страната на народот и да се спротиставите на сатанистиве или джебот ви е пон, па што ви е гајле. Игор Јанковски пак напишал, вакцинацијата е благодат која низ историјата и низ времето се покажала како ефикасно средство во борбата против многу заразни болести. И од оваа појдовна точка не постои оправданост и релевантен доказ за штетноста на вакцините, а пред се треба да се слуша гласот и советите на стручните лица. Мислам дека треба да се примени законот за задолжителна вакцинација, а со цел заштита од враќањето на многу искоренети болести од минатото, со процесот на имунизација и со цел заштита на колективното здравје на популацијата. Поздрав до целата екипа на Црвена линија, од Игор Јанковски од Беровско. Поздрав, Игор, и до тебе. Ќе продолжиме сега со читање на коментари, но сега ќе се префрлиме повторно на вас. Добар ден за новиот гледач или може би гледачка. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Ај вака, јас само нешто имам да кажам, ќе бидам краток. Дали ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Вака, јас имам 3 ќерки кои што сите 3 беа родени во бивша Југославија. Сите 3 имаја некој редослед на вакцинација и имунизација. Навистина беше све во ред и све убаво поминавме, како да речам. Меѓутоа, овој ковидов си го направи нешто и свое си направи ковидов. Сега имам внучина по кој што јас одам и во градинка и ги земам и на сред ден ми се јавуваат да појдам да ги земам, ќерките ми се ангажирани, работат и едно и друго. Меѓутоа, кога ќе ми кажат дека други родители кои што ги носат децава во истата градинка, другиве родители, кога ќе му се јават, воопшто не реагираат. Дали детето повраќа, дали кашла детето, дали нешто друго се случуваат. Навистина, јас се чудам како можат родителиве да не реагираат. А од друга страна, внучинава мои, кои што навистина се редовно истоте, и тие вакцинирани, секогаш сте вакцинирани на време и све со ред. Како можете секоја една недела нешто кашлат, киваат, па не можат да одат во градинка, па да земат пот? Ке подсетам 90 секунди е време траењето на едно излагање, но истовремено и ќе ви се заблагодарам и ќе ве подсетам дека можете повторно уште во овој момент да го завртите нашиот број и секако повторно да се вклучите со нови 90 секунди. Уште еднаш благодарам и за вашето јавување. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Поздрав и до вас, до студиото. Иначе, вака ви кажа, све до 22 година, додека Путин не беше спровоциран да влезе во Украина, короната беше главен хит на планетава Земја. Добре, ајде да проговориме за овие вакцини кои што се и против туберкулоза, дифтерија, сипаници. Сакам да кажам, доверба во здравството се нема. Нема доверба народ, затоа нема идење по вакцини. Затоа што вакцините со коронава се испостави дека немаат ефект. И како нуц производ се појавија мозочни удари и срцеви удари. Втора работа, вакцините ги спомнуваме, а што се случи она у онкологија, што у континуитет години наназад се случувало со светена водичка што им давале на луѓето. И како сега истите тие родители да имат доверба во овоа здравство и на оваа светска здравствена организација, конечно главен е тој од Шри-Ланка, Тедрос Ghebreyesus го забравив, познат педагог, да не го наречам педофил. Како сега луѓе, видите системот како не функционира, владата како не функционира,
како не функционира министер за здравство, како сето функционира и уште да ние имаме доверба во тие луѓе. Ако се луѓе, ако не се нешто друго. Али не може, не се дава. Значи, у Јосиф Broz времето вакцинацијата имаше доверба во системот. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Еве и уште еден коментар, ово е на Винг Чун, кој што напишал: престанете веќе со тоа, кои мерки да се почитуваат? Двајца без тројца се закашлале епидемија веднаш, а не прогласуваат епидемија на глад, на канцер, диабет, мозочни и срцеви удари. А што ќе кажат за болниот Велешанец кој паднал од кревет и никој немало кој да му помогне, па повикал 112? Што не прогласат епидемија на уништување на македонскиот народ или не е битен? Турка ни беше напишал, го трујат народот со вакцините, овие кои носат закони за задолжителна вакцинација, тие самите и нивните фамилии не ги вакцинираат. Ние ве прашуваме дали препораките и апелите се доволни или треба да се применува законот за задолжителна вакцинација, зошто не се применува законот за задолжителна вакцинација и зошто инспекторите според вас не се вршат работата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Се јавам од Скопје, од настанувач. Голем поздрав до вас. Да ви кажам право, не можам да се изначудам со некои доктори кои излегуваат тука зборуваат за вакцинација, кои сакат да ни докажат дека секој дете или човек што не е вакциниран не треба да оди во предшколско или да речем во предшколска институција или во школска институција. Мислам дека сите тие кои се вакцинираат за нивен имунитет. Значи дека тие што се вакцинираат продолжуваат да се разболат од болести и продолжуваат да ги шират болестите, вирусите кон трети лица. Затоа тоа не, мислам дека нема, тоа е само поради вакцинација за имунитетот за човекот што си зема вакцина. Тоа не значи дека се другите лица заштитени од него. Тој го зголемува имунитетот него, ама тој продолжува да се разболува, ја поминува болеста полесно, ама затоа може да ја шири болеста, да го шири вирусот. А плюс се коси, зашто да им се забранува на децата да идат во предшколска 90 секунди е време траењето уште едно подсетување, но нема да изоставиме да ви се заблагодариме за јавувањето во црвена линија. Слушнавте досега, ги слушнавте одговорите на гледачите кои што зема учество, секако имаме се уште време да слушаме и нови размислувања и одговори. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Сега во врска со ова имунизацијата, да ви кажам право, слушам и не можам да се изначудам. Значи, немојте мислам не вие, мислам овие докторите. Седнале таму, раскажуваат приказки, имунизации и така натаму. Прво тие доктори, ја не знам кај завршиле, што завршиле. Не знаат од што е составена клетката. На што е имуна клетката. Кај се наоѓа имунитетот на човекот. Па, немојте така, тоа е претеризам, Значи, ќе се земат, нека се викнат имунолози светски, каде што ќе дадат мислени. Дали треба да се изврши таа вакцинација? Најдобрите лекари, јас колку што сум запознаен, се од квантната медицина. Ќе ги побарате докторите од квантната медицина и се убаво ќе објаснат. Дали вие бевте вакцинирани во детството? Да, на жалост да. Зошто велите на жалост? Па, затоа што имаш последици после. Така, вие имавте последици? Мо? Вие имавте последици? Па како не имате последици од имунизација? Вие видите сега. Јас после таа работа, откако се разболев, нормално откако ме спасија, ама се работи за руски доктори кои што ме спасија, и многу убаво ми објаснува што значи вакцинација. Така, големо благодарам и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден.
Добар ден, ама не можам да го исклучам интерфон, тука е цела работа. Добро ве слушаме, верувам дека и вие нас во црвена линија сте. Јас ве слушам. Видете вака, цела ова работа почна од антивакцерството, што беше за време на ковид. Додуше некој беа во право, бидејќи кај некој тие вакцини оставија трајни последици. Поготово кај жените, тироидна слеза и така. Меѓутоа, сепак, ова е нешто друго, се работи за мали деца кои што ги напаѓа ова болест и кои што многу тешко ја поднесуваат таа работа, така да таа болест, така да вакцинирањето треба да биде задолжително, како ние бевме некојаш вакцинирани задолжително, не прашуват сакаме, не сакаме, само ќе ги обавесте родителите дека утре е вакцинација, ајде, готово, сите на вакцинација. Значи да внимават на нас. Ќе има црвени лоќи, има ова, има она. Значи ќе ги предупреде, ќе не предупреде, да ги обавестиме родителите, како ќе се манифестира. Така да, јас сум за децата сите да бидат вакцинирани, поготово тие што... Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се слушаме од Охрица, вам. Да, голем поздрав до вас и секако до Охриѓани кои што не следат. Повелете. Вака сега, значи во врска со вакцинацијава, значи не само мое, него поголемо мислење од грото луѓе што ги познавам, е дека треба да се има вакцинација, како ние нашите деца сите ги вакциниравме. Јас сум вакцинирана, пример сопругот вакциниран, сите. Нема ништо страшно во заштита од такви некои глупави болести што немат потреба да се појавуваат, да се по втор пат, по трет пат, по не знам кој пат, морбили, не знам, магарешка, кашлица, не знам што тие кога треба тие редовно да се вакцинират. Јас не знам родителиве како немат совест воопшто да размислат дека на детево му е потребна имунизација. Значи кратко и јасно. Задолжително мора да биде вакцинацијата. Само така човек може да се заштити. Сега има некои да речам реакции заради ковид вакцините, може би до некаде се во право луѓево, може би недоволно испитани, може би имаше и имат нуспојави, не викам дека не, меѓутоа овие детски што се до 18 години што се примет вакцини за трајна имунизација, значи не треба да станат збори, јас не знам родителиве со кој мозок не ги вакцинират. Тоа е тоа. Нема што да се каже, појќе и мора да се... Според вас, зошто инспекторите не се вршат својата работа? Зошто не се ја вршат? Затоа што изгледа имат глобална неодговорност во Македонија. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Дојде времето за реклами. По рекламите време е да ги соопштиме резултатите за да ви представиме како одговорија инстаграмџи на нашата денешна инстаграм стори анкета. За следете на инстаграм, учествувате веќе во утрешната анкета. На оваа денешната вака изгледаат резултатите. На прашањето дали мерката на Комисијата за заразни болести, невакцинирани деца да не се примаат во градинка ќе донесе резултати, со да одговорија 42%. Со не одговорија 58%. Големо благодарам до сите вас кои што земавте учество во ова денешно издание на Црвена линија. Топло ве поканувам да останете со мене. Секако не го менувајте, никако не го менувајте каналот. Туку внимателно запомнете ги следниве прашања кои што секако ќе бидат дел од квизот Заврти на Телма, кој што ќе ви се случи веднаш по Црвена линија. Еве, ќе почнеме со ова прашање. Како се вика големиот склад за чување жито и сточна храна? Лице што обучува соколи за ловење се вика како? Потоа, кој германски збор го користиме за ролна што се користи за виткање коса? И која алатка служи за делкање или мазнење на грубо исечено дрво и е презиме на еден познат научник? Точните одговори ќе ги дадете вие, ние секако ќе дадеме многу вредни
вредни награди со оглед на тоа што еве денеска сме среда. Напомена дека како главна награда во среда имаме се разбира фрижидер, така да некој од вас ќе почне со освојување фрижидера, ние ќе изненадиме со многу други големи награди. Се гледаме.